мои пријатели, покрај малите екрани, морам да ви кажам дека уживам во утринското кафе, тука на Скопската тврдина Кале, во познатиот и реномиран ресторан Кале. Морам да ви кажам исто така и дека денеска ќе готвиме навистина едно извонредно јадење, со кое што ќе го задржиме вашето внимание и нормално ќе ви пратиме порака да во оние слободни денови, во оние слободни часови, кога ќе имате малку повеќе време да се посветите на гастрономијата и кулинарството, го приготвите овој рецепт. Така што ние денеска ќе готвиме, вие ќе гледате, погледнете ги на крај намерниците кои што се потребни за овој рецепт и пригответе го дома. Се гледаме во кујната. Чао! И драги мои пријатели, еве ни повторно и ово утро во прекрасниот ресторан Кале. Утринското кафе го испивме, нормално со поглед на цело Скопје. Тука вчера имаше прекрасна веселба свадба, се извршија подготовките од сабајле, имаат огромна кујна, така да не ни е проблем, значи се е чисто, се е одлично, да заедно со мојот другар Сакип, веќе верен другар, ова ни е веќе Сакип 7, 8, 9 рецепт во ресторан Кале. Многу сте го стопнили 8, 9. Ќе готвиме нешто што македонските домаќинки го знаат, но Сакип денеска ќе го сготви повторно за вас. Се вели? Како се вели денешниот рецепт? Ѓувеч. Ѓувеч. Со телешко месо. Ѓувеч, еден извонреден збор кој што доаѓа од турскиот јазик. И што значи? Значи од се по нешто. Од се по нешто, претежно зеленчук. Претежно зеленчук, но ние тука во ресторанот Кале имаме еден мал проблем. Секогаш кога ќе дојдеме, обавезно стандардот го подигаме на едно повисоко ниво. Имаме 2-3 кила месо, денеска околу кило и пол, нели, телешко месо за подготовка на ѓувеч. Што ни е потребно, Саки, пајде? За подготовка на овој ѓувеч потребно ни е. Значи, како што наведовме, зеленчук. Добро. Модар патиџан, тоа што гледаме, морков, грашок, компир, кромит и нормално телешко месо. И ориз. И ориз. Така, не е варен оризот, оризот е чист. варен, тоа се става при крај, се поврза со целиот зеленчук, се посипува со вода и се става унело да се пече. Добро. И гледаме дека тука имаш и шеф микс, имаш наша сол, имаш од котање и биберче, имаме, нели, вода, тука ни е тавата која што ни е подготвена и имаме една брокула за да ни го направи денот убав зелен, да ни биде денот еколошки. Епа повели, сега прво оди кроминот. Кроминот, јас нормално знам што оди прво. На покрупни, така? Покрупно, да. Добро. За ѓувечот иде на покрупно. 2 главици кромит. 2, доволно. Па 2 главици доволно. Што би кажал јас во еден виц околу гурманските приказни, 2 главици кромит е доволно за 17 луѓе, нели? Затоа што доаѓаме со голема екипа. И секогаш тука не дочекуваат навистина во голем стил. Што доаѓате на ти задоволници, не? Да. Максимално сме задоволни, посебно од оној дел што доаѓа после одјавата на емисијата. Тоа е фининот. Да. Се познава по нас, нели, Сагип? Значи сега ме ти гледаме кромит. Почнуваме со подготовката на ѓувечот. Зејтинот. Ставаме зејтинот. Маслото е веќе. Добро. Почни си, јас ќе ти додавам. Ставаме кромитот. По твоја, да кажеме, команда како на шеф.
И сега веќе сме готови со тој дел таму, пренеси го тука. Се префрла целиот заждават. Така. И сега со... Да го изгучиме огенот. Значи се става од тавата. Така. Нека да гостите. Добро, одлично. Значи нашите камери, ева, ќе ставиме за да може да види камерата. И како што кажавме, нели, водата оди на крај. На крај се прелива со водата. И се става урено да се пече, да изпие водата. Тоа е веројатно доволно за тава. Тука ти е бокалот. Слободно налего. Водата. Овој дел ни требаше околу 10 минути. А колку ќе му треба да се пече во рерна? Па, зависи да повеса, зависи од урезот чак. Месото е терешко, ма се поспоро се. Добро. Пече од другото место. Околу 1 час мислам дека ќе му биде доволно. Час и 15 минути. Водата. Позагрејано рано се става и се пече. Значи, драги мои пријатели, тоа беше подготовката на ѓувеч во ресторанот Кале, во кујната на ресторанот Кале, значи кај нашите денешни домаќини. Кога ќе биде готово, јас во одјава, нели, ќе ве поздравам и ќе видите како тоа изгледа и ќе можете да ги видите повторно нормативите со кои што го сготвивме овој прекрасен рецепт. Значи, јас и мојот домаќин Сакип денеска. Ти благодарам уште еднашка за гостопримството. Се гледаме во одјавата. И, драги мои пријатели, еве не повторно на крај на уште една гурманска приказна. Денеска готвевме ѓувеч, навистина прекрасно јадење, заедно со готвачот Сакип во ресторанот Кале на тврдината Кале. Но пред да го пробам јас ова навистина прекрасно јадење, кое што ме мами буквално со мирисот и со сликата што ја имам пред себе, да ви кажам да не заборавите да си го набавите DVD-то гурмански приказни за италијанската кујна, го има буквално на сите киосци во целата република. Ќе видите прекрасни рецепти, сите оние кои што ги подготвувавме и кои што се базираат врз италијанската кујна. Значи, побрзајте, тиражот е ограничен, ќе имате прилика да го набавите ова CD на секаде низ Република Македонија и она што е најважно да ви кажам, при гледањето на DVD-то на CD-то внимавајте за тоа што ќе имаме и една мала наградна игра во однос на него. И сега јас да завршам со денешното јадење, ќе си земам од овој прекрасен домашен ѓувеч кој што ни го приготвија во ресторанот. Така, со ѓувечот оди нормално домашно бело лепче. Навистина прекрасно, извонредно. Ѓувеч, ресторан Кале. Се гледаме повторно утре.